15-годишниот Мате Јовановски од Куманово го сними својот прв трап албум. Текстовите за 8 песни кои се најдоа на албумот самиот ги напишал, а станува збор за американски хард монотон трап, стил за кој Матеј верува дека брзо ќе биде прифатен и на нашите простори. Следниот чекор е снимањето на спотови. Почнавме сите, да кажам така, со битмейкингом и продуцирањето, но потоа сватив дека лирички сум постабилен и можам да бидам подобра во тоа како професионалец да се израснам и така еве 5 години назад веќе пишувам текстови и оваа година мислам дека е време да извадам мојот прв албум. Кога напокон направив мојот студио и мислам дека е време да се покажам како некој, направив така нешто ново, да кажам, hard monotone trap, каде што е највеќе амерички стил со доста американски зборови, за да звучи потака класично и поубаво, каде што кај нас уште го нема. Тука знам дека е малку уште ново за нашата публика, но знам дека ќе се прифати многу добро и ќе би направи голем бум. Имаме уште многу доста проекти, сега планираме неколку спотови, имаме доста големи проекти со луѓе од Скопје. Публиката може да ги слуша на YouTube и сега на 23 ќе излезат на сите стриминг платформи, на Spotify, на Instagram Music, Tidal и било каде да ги потрагите ќе може да ги најдат. За текстови начесто не ми е проблем, текст пишувам 10-15 минути, каде ќе како го палам битот автоматски знам во главата што ќе кажам и што ќе напишам. Исто толку ми снимањето трае, јас лично многу брзо завршуваме, со Андреј сме многу добар дуо, така јас кога снимам тој работи, не е воопште проблем да завршиме за кратко време, да направиме доста песни и така уиграни сме и можеме да направиме било кога се што сакаме. Порака за младата публика е само да се трудиме, никогаш да не престануваме да се трудиме во тоа што сакаме, бидејќи еден ден ќе успееме. На перспективните млади кумановци Мате Јовановски и неговиот најдобар другар, а сега и продуцент 16-годишниот Андреј Зафировски, засега музиката им е само хоби, но не ја исклучуваат можноста и за професионални ангажмани во иднина. Јас се бавам со продуцирање сега 8 месеци. Не се бавам долго време, но достигнав така повисоко ниво на продуцентство за кое можам да кажам дека многу брзо постигнато за разлика од другите продуценти. Почнав првин почнав спонтано исто како Матеј со албумот од шега. Ми праќаја луѓе проекти за да обработувам и тука ми бидна интересно едноставно и почнав да правам битови, почнав да продуцирам и почнав разни други работи да правам и тука влеговме во соработка со Матеј. Па мислам дека ќе биде прифатено кај многуте. И мислам дека тој стил веќе што го нема во нашата држава, ќе се појави, ќе направи голем бум, како што кажа Мати. Ќе се види во иднината дали ќе биде тоа како работа или само ќе остане како хоби. На прво место ни е образованието секако, да го завршиме средното училиште, по можност факултет да завршиме и да се вработиме на добри работни места. Младите музичари се ученици во средното училиште Перонаков. Мате е прва година во насоката техничар за е-трговија и дигитален маркетинг, а Андреј е втора година економски техничар.